Драги ученици, денес повторно ќе се навратиме на многоаголниците. Ќе ги разгледуваме нивните агли и ќе ги споредуваме со правиот агол. А за тоа колкава е важноста на правиот агол ќе одлучите сами откако ќе проследите видеото. Најпрво да се подсетиме за она што го знаеме за аглите. За да нацртаме агол, потребно е да означиме едно теме врз рамнината и од тоа теме да повлечеме две полуправи. И всушност, аголот што го добивме е формиран од двете полуправи како краци на аголот, точката во која што се спојуваат двете полуправи, односно теме на аголот, и површината или делот од рамнината што е ограничена со овие две полуправи. Доколку сакаме да измериме колкав е овој агол, всушност треба да употребиме шаблон за прав агол. Шаблонот за прав агол го имаме на овој правоаголен триаголник и за да го направиме тоа, треба темето од правиот агол на триаголникот да се сложи со темето на аголот што го имаме нацртано, а при тоа да се согласат и двата краци, односно двете страни на аголот. Меѓутоа, тука гледаме дека едниот крак од аголот што го нацртавме се согласува со едниот крак од правиот агол на шаблонот, меѓутоа, другиот крак се наоѓа во површината на правиот агол, што значи овој агол што го нацртавме е помал од правиот агол и е остар агол. За да нацртаме прав агол, секако ни е потребен шаблонот за прав агол. Обележуваме теме врз рамнината, нека биде тоа означено со О1 и при тоа со помош на шаблонот ќе го нацртаме правиот агол. Ќе го означиме со символот за прав агол. И останува уште агол кој е поголем од правиот, него можеме да го нацртаме и произволно. Ако е тука точката О2, тогаш од ова теме и ќе повлечеме уште една полуправа. И тука имаме тап агол, што можеме да користиме како шаблон за прав агол. Секако, правиот агол на правоаголниот триаголник, а исто така и четирите агли на овој линијар, бидејќи е во форма на правоаголник. Но што ако немаме шаблон и треба да го измериме аголот кој што е даден? Ако имаме лист кој што нема некоја конкретна форма, односно на истиот не можеме да најдеме прав агол, тогаш за да добиеме прав агол ќе го направиме следново. Го превиткуваме еднаш листот, а потоа го превиткуваме уште еднаш, така што со превиткувањето добиваме шаблон за прав агол. Да провериме дали е точен, секако. И овој шаблон можеме да го користиме при откривање на аглите кај многоаголниците или на било кој друг агол, дали е прав или не. Често пати на часовите по математика ни се задава задача да нацртаме прав агол во тетрадка која што има испечатена шема од квадратчиња. И тоа можеме да го направиме без никаков шаблон, односно само да обележиме точка која што се наоѓа на пресекот на две линии. Да повлечиме полуправи и ако ја следиме шемата од квадратчиња што ја имаме врз тетрадката, го добиваме правиот агол, бидејќи знаеме дека квадратот има 4 прави агли. Всушност, за да добиеме прав агол, она што треба да го направиме е кружницата, односно кругот, да го поделиме на 4 еднакви делови. Со тоа добиваме 4 прави агли. Доколку два прави агли имаат заедничко теме и еден од краците им е заеднички, тогаш со другите два краци тие два агли формираат
која лежи на краците од правите агли. При истражувањето и обележувањето на правите агли кај рамнинските фигури, ќе го применуваме правиот агол што го добивме со сечење на кругот на 4 еднакви делови. На дадениот цртеж имаме 4 триаголници. На овие триаголници треба да определиме каде се наоѓа правиот агол. Некои од аглите се премногу очигледни и не мора да користиме шаблон за мерење на прав агол, како на пример кај овој триаголник, каде овој агол е тап агол и овие два агли кои се остри агли, или кај овој остроаголен триаголник, каде е премногу очигледно дека трите внатрешни агли се остри агли. Но, кај останатите два триаголници, овие два агли, за да видиме дали се прави, ќе ги измериме со шаблонот за прав агол. Го поставуваме темето од шаблонот да се сложува со темето од аголот од триаголникот и страните од триаголникот да се сложуваат со шаблонот од прав агол. Што значи, овој триаголник тука има прав агол, односно е правоаголен триаголник. И доколку тука имаме прав агол, тогаш овие два агли се остри агли. Да го измериме и овој агол тука. Ако го поставиме шаблонот, ќе видиме дека и тука имаме прав агол. Го обележуваме со символот за прав агол, а додека останатите два агли се остри агли. Кога зборуваме за прав агол, секако најпрво што ќе помислиме се квадратот и правоаголникот. Квадратот и правоаголникот се рамнински фигури, чии агли се прави агли. Тоа се нивни основни карактеристики. Можеме да измериме. А правоаголникот секако го носи името правоаголник, затоа што сите негови 4 агли се прави агли. Многу аголници кои имаат само еден прав агол. Тука имаме 4аголник и 5аголник. 4аголникот има 4 страни, 4 темиња и 4 агли, меѓутоа само еден од нив е прав агол. Веднаш воочливо е дека овој агол тука не е прав, туку е тап, може да провериме. А исто така и овој агол тука, кој е остар, а останатите два агли ќе ги провериме со шаблонот за прав агол. Тука имаме прав агол, ќе го означиме со символот за прав агол. И тука имаме агол кој е помал од правиот агол, односно остар агол. Што значи во овој 4аголник само овој агол е прав агол. Да видиме кој од аглите во 5аголникот се прави. Ке започнеме со овој агол тука. Овој агол тука е прав агол, ке го означиме со символот за прав агол, а додека останатите ке ги провериме. Тука имаме тап агол. Тука имаме исто така тап агол. Тап агол. И уште еден тап агол. Што значи од 5 агли само еден агол е прав, додека останатите агли се тапи агли. Доколку имате барање во кое што треба да нацртате рамнинска геометриска фигура која има еден прав агол, тогаш тоа најлесно ќе го направите ако го употребите шаблонот на линијарот за цртање на квадрат. Бидејќи квадратот има 4 прави агли, вие употребете го едниот агол, исцртајте го, а потоа означете точка која ќе биде надвор од квадратот и поврзете ги точките при тоа.
Тука ќе го означиме правиот агол, а останатите агли што ги добивме се имаме 2 тапи агли и 1 остар агол. Доколку сакаме да нацртаме фигура со 2 прави агли, можеме повторно да го искористиме шаблонот за квадратот. Ги цртаме 2 прави агли од квадратот, еве ги тука, а потоа бираме точка која ќе биде надвор од квадратот и ги поврзуваме. На овој начин го задоволивме барањето, фигурата да има 2 прави агли, додека останатите 2 се тапи агли, а оној при врвот е остар агол. А сега, уште еднаш да го повториме она што треба да се научи и запомни од денешното видео. Правиот агол е дел од кругот. Ако кругот го поделиме на 4 еднакви делови, ќе добиеме 4 прави агли, односно правиот агол е 1/4 од кругот и 2 различни прави агли со заедничко теме и еден заеднички крак формираат права. Ако добро погледнеме околу нас, правиот агол ќе го забележиме на многу од површините и предметите кои не обкружуваат. Следниот предизвик се однесува токму на тоа. Изберете една просторија или дел од просторијата во домот, земете само лепливи ливчиња, стикери и залепете по едно на секој прав агол што ќе го забележите на површините од мебелот или на предметите. Избројте колку прави агли ќе откриете на тој простор. Сликајте што сте сработили и фотографиите и испратете ни ги за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.